Гостин во мија интервју е директорот на Државниот архив Димитар Богески, со кого ќе разговараме за предстојниот голем јубилеј на оваа институција, како и за предизвиците со кои што се соочува архивот во поглед на простор, модернизација на институцијата и други теми. Господине Богески, добре дојдовте во студиото на мија. Добро утро, благодарам за поканата и поздрав до сите гледачи на Македонската информативна агенција. Најнапред, за предстојниот голем јубилеј што ќе го прославите, прославувате 75 години од постоењето на Државниот архив. На кој начин ќе го одбележите овој голем јубилеј? Да, токму така, Државниот архив на Македонија прославува 75 години од неговото основање во далечната 1951 година со указ на тогашната влада. Тоа представува значаен момент за институцијите и за државата, можност да се потсетиме за патот на неговиот развој и за генерации на луѓе кои што допринеле за развој на архивската дејност, на архивската документација и генерации кои што ја издигнале оваа институција. Она што сакам да го истакнам како главен дел од нашиот јубилеј, 75 години Државен архив, е Свечената академија, која ќе биде на 6 април во Македонскиот народен театар, но за нас целата година е јубилеена. Така да не запираме тука, низ разни изложби, низ разни промоции на книги, промоции на документи, продолжуваме низ целиот период да го афирмираме Државниот архив на Македонија, да ги афирмираме документите со кои што поседуваме, односно да афирмираме целата општествена, историска и културна дејност во Македонија. Со оглед на овој голем јубилеј од 75 години постоење, може ли приближно да ни кажете колку материјали чува нашиот архив во депоата и кој е најстариот документ? Да. Државниот архив е составен дел, односно е составен од 9 подрачни оделенија, 9 подрачни архиви и заедно имаат околу 8000 фондови, или тоа се мери кај нас во метри должни, околу 9 километри архивски материјал. Еден од најстарите документи, односно најстариот документ кој што го поседува Државниот архив е Евангелието од Лука, кој потекнува од 12 век, а најден е во фондот на семејството, Охридското семејство Робеви. Државниот архив се смета за столб на националниот идентитет. Вие, бидејќи доаѓате од редот на вработените, може најдобро да ни кажете со кои предизвици се соочува архивот во поглед на просторните услови за соодветно чување на трајниот архивски материјал и како и задоволување на техничките потреби. Да. Државниот архив не се смета, туку тој е столб на македонскиот идентитет, односно нашето мото е столб на македонското битие, постоење. Со предизвици ние се соочуваме од типот на, немаме доволно просторни услови за да може да го собереме целото тоа архивско наследство, односно целата таа архивска граѓа, документација во нашите депоа и да можеме на еден современ и модерен начин тоа да го заштитиме и чуваме. Значи, како една од предизвиците првенствено ние просторните услови, односно создавање на услови за нови депоа. Потоа ние како исто така предизвика современите методи на конзервација и реставрација, односно конзервирање на архивскиот материјал, неговите оштетувања, поправање и реставрирање, враќање на тие документи во првобитна положба. И како последна фаза од овие предизвици е дигитализацијата, што представува еден може од најбитните елементи во овие предизвици, бидејќи на тој начин, преку дигитализација на документите, односно на архивското наследство или граѓа која што представува културно наследство од прва категорија, ние всушност правиме и заштитување на архивскиот материјал, но правиме да биде подостапен за научно-истражувачките цели. Процесот на дигитализација, за жал, кај нас малку доцни, односно каскаме со тој процес, од кои причини, бидејќи ние немаме ни 1% до сега од целокупната документација издигитализирана или во дигитална форма. За тоа да го направиме, потребен ние да изградиме еден информацијски систем, односно софтверско решение, врз кој што би можеле во иднина тие дигитализирани документи
односно таа дигитализирана граѓа ја прикачиме на самиот софтвер и ја направиме достапна, да биде подостапна за јавноста. Тие процеси веќе ги започнавте со помош на меѓународниот фактор, применувајќи ги и меѓународните норми, односно критериуми. Преку една донација веќе почнавме пилот проект за изработка на информацијски систем, односно софтвер. При завршувањето на тој пилот проект ќе ни бидат дадени насоките на кој начин треба да изгледа и како треба да функционира тој софтвер и веднаш потоа започнуваме со имплементација на софтверот и на дигиталните, односно дигитализација на архивската граѓа и прикачување на него. Кога веќе ја спомнавте дигитализацијата, која е политиката на Државниот архив во однос на материјалниот дел на трајниот архивски материјал, кој што веќе е дигитализиран, дали соодветно ќе се чува како и досега или има и друго решение? Да, како што кажав, значи чувањето на архивскиот материјал не само сега, туку секогаш ќе се чува во депоа. Тие депоа треба да исполнуваат одредени критериуми и услови за да може тој архивски материјал, односно таа вредност културно наследство прва категорија биде зачувана постојано и за секогаш, не само во одредени периоди. Значи тие можам да спомнам неколку од условите кои што треба да ги поседуваат тие депоа, односно места каде што се чуваат архивската граѓа од трајна вредност е, значи прво регулација на влагата, регулација на температурата, надворешните влијанија. Чи тоа се едни од основните услови кои што тие депоа треба да ги исполнуваат за да може таа граѓа да ја чуваме трајно. Што се однесува до дигитализацијата, ви спомнав и претходно дека ние веќе сме во изработка на информацијски систем, односно софтверско решение, врз кој што ќе можеме тие дигитализирани документи ги прикачиме на тој софтвер. Со тоа, граѓаните, односно истражувачите кои што имаат потреба од истражување на архивските документи, нема да имаат допир со архивските документи, бидејќи при секој допир и при секој вадење од депото постои голема можност за оштетување на тие документи. Тие ќе имаат пристап во дигитална форма и ќе можат пред своите екрани, компјутери, лаптопи да имаат увид или да имаат научно-истражувачки дел преку електронска форма. Дали дигитализираните материјали ќе бидат безбедни, дали има опасност од преземање, можеби фалсификување, уништување? Колку архивот е подготвен да се справи со овие предизвици? Се разбира, информацијскиот систем, односно софтверот кој што го правиме, овој пилот проект ќе ни ги даде сите тие аномалии или можности кои што можат да се случат при самата работа. Се надеваме дека ќе избереме добра софтверска компанија и со наша помош, бидејќи ние практичниот дел треба да го имплементираме во дигитален дел. И знаеме дека во поново време сајбер безбедноста е исто така многу битно прашање и гледам дека веќе во Македонија започна да функционираат компании кои што се занимаваат со таа сајбер безбедност, со формирање еден заеднички тим и заедничка работа на еден заеднички проект, секако дека преку сајбер безбедноста и така наречените дигитални конзерватори, тоа се модерни изрази кои што западноевропските земји кои што веќе имаат понапреден процес во дигитализацијата, ги имаат имплементирано, ќе успееме да изградиме алатка дигитална, информативна, каде што ќе биде доволно обезбедена преку живовите кои што ќе ги поседуваат тие документи Државниот архив и преку комуникацијата за издавање на документи верни оригинал преку Државниот архив, ќе биде сведено речиси на 0% можност за фалсификување на тие документи. Дали во денешно време постои интерес за истражување на нашата историја, користејќи ги материјалите на Државниот архив? Да, постои, но за жал морам да потенцирам, тоа е многу мала. Бидејќи наши чести гости се исклучиво луѓето кои што се занимаваат со историски теми, односно одредени професори во Институтот за национална историја и од катедрата историја. Значи тоа се претежно луѓе кои што се занимаваат со историската наука и од тие две институции доаѓаат на истражување при изработка на некои нивни научни трудови. Нашата цел, ако добро забележувате, особено овие изминати 3-4 месеци, е поголема афирмација на Државниот архив, поголема присутност во јавноста и неделно повеќе пати прикажување, односно давање на документи на увид на јавноста, се со цел да предизвикаме побуда за научно-истражувачки цели и не само научно-истражувачки цели, туку остварување на одредени права и на луѓето во оваа држава.
Покрај тоа, размислуваме и за повеќе проекти, тоа е со Институтот за национална историја, катедрата за историја, историја со архивистика, да можат предавања и вежби да прават во самиот државен архив. Со тоа сметам дека ќе направиме една дополнителна афирмација на државниот архив кај студентите кои што ќе се занимаваат во иднина со таа дејност, не само теоретски да слушаат предавања, туку да можат и практично да ги имплементираат тие теоретски знаења кои што ги имаат. Ние сме отворени за многу училишта, овој период особено средни, имавме доста поседи, особено средните училишта, нели, кои што подлабоко се запознаваат со одредени општествени прилики, културни, историски, економски и така натаму. Така да целта на ова раководство ново, на овој тим сега кој што во државниот архив е се поголема афирмација, се поголема достапност на луѓето и се повеќе можности да дојдат и да истражуваат во самиот државен архив. Од таа ризница или од морот документи кои што ги поседуваат. Значи, документите се достапни за научно-истражувачки цели, претежат поголем дел од документите. Не постои документи во државниот архив кои што се забранети или не се даваат од било какви причини за научно-истражувачки цели или на увид кај граѓаните или кај научно-истражувачката јавност. Сем документи кои што имаат степен на класификација, односно ПРК, тоа се продолжени рокови на чување и нив имаат право да ги гледаат само оние луѓе, односно оние институции кои што ги имаат создадено и кои што поседуваат сертификат за степен на класификација. Целата друга граѓа, меѓутоа таа е многу малку во државниот архив. Целата друга граѓа, односно 99% и повеќе, можеби од 99% од граѓата е достапна на македонската јавност. Нема ништо тајно, нема ништо скришно, отворено е за научно-истражувачки цели. Каква е политиката на архивот со приватните колекционери на трајниот архивски материјал? Да, ние еднаш во годината правиме проглас каде што ги повикуваме сите оние кои што поседуваат приватни збирки, приватен архивски материјал, се колекционери на одредени архивски материјали, да дојдат во државниот архив и преку комисијата која што е формирана за тој тип на документи, односно кај што се наоѓаат кај приватните иматели, да дали по пат на откуп или по пат на подарок бидат предадени во државниот архив, бидејќи местото на тие документи во државниот архив. Од кои причини? Прво, за да можеме да ги сочуваме трајно, тие треба да бидат предадени во државниот архив. Тие следат после тоа на конзервација и на реставрација, па на средување и обработка, се изработуваат научно-информативни помагала и се прават достапни да бидат за за научните цели, за научниците. И бидат достапни на увид на јавноста. Со самото чување дома на тие документи постојат повеќе опасности. Прво, уништување и недоволно афирмирање на тие документи, каде што некогаш се случува да расветлат одредени историски настани или вистини. Дали и како државниот архив помага при точно и квалитетно изработување на учебниците по историја во земјава? Да. Како што можевте да забележите, сега во месец март, во ова блиско минуто, на посета ни беше министерката за образование и наука, професорката Весна Јаневска. Токму една од темите на кои што разговаравме беше и таа. Државниот архив се понуди преку оригинални своји документи да учествува во учебниците по историја кои што ги изработува Министерството за образование или Бирото за развој на образованието. Со тоа сметаме дека одредени вистини, историски вистини, ќе можеме да ги потврдиме, а и самите ученици, самите студенти преку оригиналниот запис, оригиналните документи, оригиналната архивска граѓа ќе може да се увери или може да ги доближи некои историски вистини од самиот текст и од самото читање. Не да ги толкува замислено, туку да ги види од самиот оригинален документ. И сметам дека со тоа ја правиме побогата научната програма, односно историските читанки, и врежуваме во колективната свест на самите ученици, на самите студенти за македонскиот континуитет, идентитет, битие, социјален, економски и општествен живот. Значи, на учениците ќе им биде поинтересно да гледаат преку
Тоа е нашата цел. материјали, Тоа е не нашата само цел. сувопарно. Знаете, кога ги опишувате документите, тие создаваат свои мистификации, своја визија некоја, меѓутоа кога ќе го видат во оригинал, верувам дека многу повеќе ќе бидат заинтересирани, верувам дека многу повеќе би сакале можеби и во живо да го погледнат, да дојдат, да се уверат во него, меѓутоа и самото тоа представување на слика на некоја историска вистина или потврдување на историска вистина, многу голем број од дилемите кај тие студенти или ученици ќе ги разреши. Дали архивот финансира стручно усовршување на вработените, особено на помладите кадри, со оглед дека голем дел се пензионираат во изминатите години? Да, како дел од нашите предизвици е и тоа до оформување на знаењето на вработените во архивот, до оформување на своето знаење, односно изучување на историја со архивистика и запишување на факултет. Зошто? Од причини што тоа е насоката, односно тоа се потребните квалификации кои што треба да ги исполнува еден вработен за да може да работи во државниот архив. Сега оние луѓе кои што имаат средна стручна спрема или имаат различни факултети кои што не соодействуваат со работата во државниот архив, нудиме програми, а и дел од вработените веќе имаат завршено историја со архивистика во овој период додека биле на работа, и со тоа се надевам дека наредниот период од 5 до 10 години ќе направиме една функционална институција во која што сите вработени внатре ќе бидат продуктивни и ќе ги имаат завршено оние смерови или оние катедри кои што се потребни за работа во државниот архив. Покрај таа, ние вложуваме и во конзерваторскиот и реставраторскиот систем на работа, односно оделението за конзервација и реставрација. Дел праќаме на обуки во Народната универзитетска библиотека во Скопје, каде што и таа врши дел од обуките за конзервација и реставрација, а дел испраќаме и во странство. Сега во една неодамнешна моја посета во Турција во декември месец во Османскиот архив, видовме некои малку и помодерни типови на конзервација и реставрација, и во оној договор, односно меморандум за соработка кој што го имаме скучено со нив, веќе април или мај месец испраќаме одредена група каде што таму ќе врши до оформување на своето знаење или до обука, и сметаме дека при нивното враќање во државниот архив, односно во Македонија, ќе ги имплементираме и тие некои посовремени нови методи на конзервација и реставрација. Покрај тоа, значи работиме и со некои музејски до обучувања, изработка на изложби, значи се со една цел државниот архив да биде во тек со модерните настани времето. За крај, која е вашата визија или како ќе го позиционирате државниот архив во ерата на модерни технологии и вештачка интелигенција? Добро, мојата визија, за среќа јас сум вработен во државниот архив, имам околу 19 години на работно искуство, можам да ја представам на следниот начин. Прво, сметам дека при една економска стабилизација на периодов во земјава, ние треба да понудиме на владата на Македонија едно решение, кое што решение ќе биде за наредните 100, па можеби и повеќе години, односно изработка, односно изготвување на нацрт план, проект за изградба на нов државен архив на Македонија. Тој нов државен архив на Македонија треба да ги исполнува сите стандарди европски и тук меѓународни и наши, кои што ќе треба да го реши прашањето за 100, можеби повеќе години во иднина. Во тој сам процес треба да биде сместено и дигитализацијата, односно информацијските системи, бидејќи тоа е иднината на архивската граѓа, нејзиното сочувување, достапност до јавноста, и знаеме дека денеска во екот на некоја вештачка интелигенција наоѓање на голем број на решенија. Значи, ние сметам дека имаме капацитет како државен архив во наредниве години да направиме информацијски систем софтверски, имаме капацитет да направиме дигитализација, мислам дека и владата и Министерството за дигитална трансформација имаат слух за нашите барања, се во тек со нашите барања и потреби, и дека тој процес можеме да го изведеме и сами, бидејќи тоа изискува малку помалку финансиски средства за разлика од она изградба на една зграда. Меѓутоа ние како раководство
и како менаџерски тим вработени во Државниот архив сме должни да понудиме решение за архивската граѓа, архивските документи, за историското и културно наследство кое го поседуваме во наредните 100 и повеќе години, дадеме решение на владата да и народот бидеме мирни дека таа граѓа ќе биде сочувана. Господине Бугески, многу ви благодарам за ова интервју. Благодарам на поканата.